Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Синоќа пред Прилепчани кандидатот за градоначалник на СДСМ ја представи својата програма и советничката листа. Регионалната стопанска комора на средба со заменик министерот за економија. Се намалува бројот на работници во индустријата во Македонија. Ансамблот Танец ќе настапи во Прилеп со целовечерен концерт. Полицијата трага по 2 исчезнати лица, едното е малолетник. Времето денеска облачно со услови за слаби врнежи од дожд. За утре на планините е најавен снег. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Локални избори 2025. Синоќа пред Прилепчани кандидатката за градоначалник на СДСМ Петра Лукаровска ја представи својата програма и советничката листа. Нашата програма е заснована на 4 столба. Тоа се силни и јаки столбови во кои што главно место има граѓанинот. Затоа што изминатиот период нашиот град стагнираше, беше во нечист, неуреден, дивоградби, кучиња скитници, слаба инфраструктура. Затоа нашата визија е град чист, град кој што живее со силна инфраструктура, а со силна економија, со култура и спорт кој што обединува, со училишта кои што ќе бидат современи и градинки полни со деца. Носителот на советничката листа на СДСМ за Прилеп, Драгица Николовска, истакна дека советничката листа е составена од чесни луѓе. Нашиот глас ќе биде слушнат во Советот онолку силно колку што ќе успееме да ги доловиме проблемите на нашите граѓани. Еднаш за секогаш локалната власт да биде пријател на народот, а не да биде господар. Битието советник не е титула, туку да е во службата на народот. Затоа сите заедно ќе се залагаме за одговорно, транспарентно и посветено работење. Кандидатите за советници, предводени од носителката на советничката листа Миријана Стевановска од движењето Знам за наша Македонија, синоќа имаа средба со граѓаните на Прилеп во центарот на градот. Миријана Стевановска од движењето Знам за наша Македонија, заедно со кандидатите за советничка листа, разговараа со граѓаните за актуелните проблеми и предлози за подобрување на условите за живот во Прилеп, како и за поквалитетна соработка со локалната власт. Од Знам Прилеп велат дека ваквите средби се значаен чекор кон заедничко изнаоѓање на практични и одржливи решенија и се заблагодарија на присутните кои се вклучија со своји идеи и предлози. Кандидатот за советник Христијан Тунески од советничката листа на коалиција Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, денеска ги представи проектите за млади за Прилеп. Почитувани млади, нашата цел е да создадеме услови во кои вие ќе може да останете, да работите, да ја основате својата фамилија и да ја градите својата еднина тука, во Прилеп. Ќе донесеме стратешки план за развој на градот, изработен заедно со граѓаните и бизнис секторот. Со овој план ќе поставиме визија за економски силен и модерен град, со што ќе отвориме можности за младите генерации. Обезбедуваме и конкретна поддршка, бесплатни проектни решенија за изградба на куќа во новата населба Градина, како и олеснување на трошоците за сите млади лица до 30 години кои ќе отворат сопствена фирма.
со формирањето на Иновацијскиот фонд за млади предприемачи и со основањето на научно-образовниот центар ќе им помогнеме на младите луѓе да отпочнат собствен бизнис и да успеат дома. Затоа, на 19 октомври, ВМРО ДПМН е вистинскиот избор за твојот човек, за твоето место и за твојата иднина. Локални избори 2025. Регионалната стопанска комора имаше средба со заменик министерот за економија. Стопанствениците упатија повеќе предлози и барања. Она што ние најпрвен го потенциравме, она што сите компании го потенцира е недостигот на работна сила и адаптирање на дуалното образование према бизнис секторот онаков каков што е. Зборувам за на локално ниво, значи локалното образование да се адаптира према бизнисите кои се одвиваат на локално ниво. Потоа дополнително побаравме од страна на Министерството за економија поголеми поддршки во делот на промоција на домашните производи, да се воведат заштита на македонските производи, да се воведат некои мерки каде што во сите продажни места, не зборуваме само во маркети, туку секаде да се промовираат македонските производи, на сите продажни места да има 50 минимум 50% истакнати македонски производи. Не сме против увозот на странски производи, но сепак да биде македонските производи да бидат да кажеме да се даде акцент. Сите заедно, нормално со поддршка на бизнес заедницата, преди се да креираме здрава, права и една среќна животна средина каде што сите ние би се го реализирале својот успешен живот. Фокусот преди се она што е препорака од бизнес заедницата до идните власти на локалната самоуправа е креирање на право урбанистичко тело каде што ќе може да се креира дополнување на нови на дигитализација и дополнување на урбанистички планови се со цел да им се возможи на представниците од бизнес заедницата поголеми инвестиции, капитални исто така инвестиции како во инфраструктурата, така и во високата и ниската градба. Бројот на работници во индустријата во периодот јануари-август годинава во однос на истиот период лани се намалил за 3,8%, објави Државниот завод за статистика. Бројот на работниците во август 2025 година во однос на август 2024 во секторот рударство и вадење на камен се намалил за 1,7%, во секторот преработувачка индустрија за 2,7%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареја и климатизација за 0,6%. Во август забележа годишен пад за 2,6%. Ансамблот Танец ќе настапи во Прилеп со целовечерен концерт. На 9 октомври, четврток, од 19 часот и 30 минути, во големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи концертот Ритамот на душата, бојата на традицијата на ансамблот Танец, кој 76 години е македонски код. Влезниците за концертот се во продажба на билетарницата од Центарот секој работен ден од 10 до 13 часот и во сабота од 11 до 14 часот. Веќе цели 7,5 децении, ансамблот Танец пулсира во ритам со македонскиот фолклор. Тој е амблем на нашата традиција, чувар на културната меморија, жив символ на народната душа, нашиот амбасадор без зборови, кој со танц, песна и носија ја раскажува македонската приказна пред очите на светот. Полицијата трага по две исчезнати лица, едното е малолетник. На 1 октомври 2025 година во 2 часот во ОВР Прилеп СС 65 години од Прилеп пријави дека нејзиниот син ШС 34 години се оддалечил од семејниот дом во Прилеп. Предходниот ден на 30 септември во ОВР Прилеп лицето ФЕ 45 годишно од Прилеп пријавил дека неговата малолетна ќерка на 29 септември се оддалечила од домот. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Временска прогноза.
Времето денеска облачно со услови за слаби врнежи од дожд. Температурата се движеше од 19 до 24 степени Целзиусови. Под влијание на влажен и студен бран, до петок времето ќе биде облачно и студено со врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат обилни. Вкупно од овој бран се очекува на повеќе места да наврнат над 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри на метар квадратен дожд. Поради продор на постудена воздушна маса од север и засилен северен ветер, утре на планините врнежите ќе преминуваат во снег, а поради натамошно спуштање на студен воздух, во петок ќе има услови да преминуваат во снег и на некои од повисоките места. На повисоките планини ќе се формира значителна снежна покривка. Од сабота времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.